Направен е државен удар класичен, каде што на нелегален и нелегитимен начин е избран нов председател на Собранието. Ова е ставот на професорката по уставно право Тања Каракамишева за изборот на Талат Џафери за собраниски спикер од страна на СДСМ и албанските партии. Ова е државен удар класичен, каде што на нелегален и нелегитимен начин е избран нов председател на Собранието на Република Македонија. Но да не заборавиме дека за се смета тој председател избран, потребно е таа одлука за избор да биде објавена во службен весник на Република Македонија. Понатака потребно е таа одлука за избор да биде верифицирана со додавање на печати на господинот Талат Џафери. Правните експерти посочуваат дека законските и деловничките процедури не се испочитувани. Не е познат ниту бројот на гласови со кои СДСМ и албанските партии одлучија да го изберат Џафери за председател на Законодавниот дом, што е надвор од уставот и процедурите. Според информациите од собраниски избори во салата кога се бирал Џафери, најстариот пратеник од ДУИ, Али Ахмети и други пратеници не биле присутни во пленарната сала. Пресметките велат дека Џафери е изгласан со помалку од 60 пратеници, без пребројување и констатирање на гласовите. Пратениците на ВМРО ДПМН цело време зборуваа да се вратат работите во институциите, во собранието, да ги остават пратениците да си го освојат своето уставно и деловничко загарантирано право на говор. Правото да се дебатира е најсуштественото демократско право на пратеникот. Чуму му е на пратеникот да седе во собрание да нема право да зборува? На што личи тоа? Дали е тоа вистински пратеник? Со замолчување на пратениците од ВМРО ДПМН и воопшто на сите пратеници кои по наредба им е диктирано да не зборуваат, фактички се замолчува народот. Штом пратеникот не може да зборува во име на народот, тој практично и не е пратеник на народот, така? Во јавноста пак се зборува дека се чекаат пријави од обвинителството за обидот за нелегален избор на председател на Собранието. На оваа ситуација делува јавниот обвинител на Република Македонија. Како? Денеска се случија низа кривични дела во Собранието на Република Македонија. Значи, првото дело е практично прекршувањето на нормите утврдени во Уставот. Уставот вели дека Собранието работи според деловник, донесен од страна на Собранието на Република Македонија. Овдека со овој чин еклатантно, флагрантно, очебијно се прекрши деловникот за работа на кој што упатува Уставот како да функционира Собранието на Република Македонија. Значи имаме дело кое што е насочено кон уривање на уставниот поредок на Република Македонија. Според член 24 од деловникот за работа на парламентот, согласањето за избор на председател на Собранието раководи председавачот. Членот 26 вели дека за председател на Собранието избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Во став 2 од истиот член стои дека ако за председател е предложен еден кандидат и ако при првото гласање не го добие потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка.